Трошоците на живот односно инфлацијата се пониски. Во март таа изнесуваше 1,4%, најмногу поскапи патувањето со воз за 50,9%. Бензините и другите нафтени деривати бележат пораст од 5,1%. Инфлацијата во трите месеци оваа година станува се пониска и пониска. Мартовската е речиси двојно помала од февруарската. Од 2,9 се спушти на 1,4%. Во јануари изнесуваше најмногу 3,4%. Ваквите вредности засега се разликуваат од проекциите на Народна банка, според која инфлаторните движења ќе изнесуваат 2%. Владините анализи пак се задржаа на 2,5%. Толку за предвидувањата. Еве што регистрираа статистичарите. Во март трошоците за живот во однос на февруари беа повисоки за 0,4%. Ова се должи на повисоките цени на храната. Јајцата поскапеа за 11%, овошјето, мастите, рибата, млекото исто така имаа повисоки цени. Најголем скок од близу 51% имаа билетите за патување со воз. Одамна не е забележано вакво поместување кај овој вид превоз. И авионските билети поскапеа, и тоа за 4,3%. Производите чии растеж на цени секогаш се очекува со загрижувачко нетрпение, бензините и другите нафтени деривати имаа позитива од 5,1%. Во март тие двојно поскапеа во однос на февруари. Друга насока, минусна, имаше зеленчукот од 1,9%. Највисока годишна инфлација последниве неколку години беше забележана во 2007 година, изнесуваше 6,1%. Најниска, односно дефлација од минус 1,9% беше нотирана во 2004 година. Износот на инфлацијата во март, заедно со февруарските податоци за индустриското производство со негатива од 8,8%, како и ланскиот раст на БДП од 3%, го сочинуваат мозаикот на состојбите во македонската економија, која е на ударите на кризата во еврозоната.